Годинава се навршуваат 25 години од распадот на Југославија. 2,5 децении, 6 републики и една покрајна од СФРЈ се самостојни и суверени држави, кои претходно околу 7 децении функционираа заедно во една држава. Историчарите Југославија ја сметаат за проект на Париската мировна конференција во 1919 година, која од кралство СХС и кралство Југославија подоцна Тито го продолжи како социјалистичка држава. Распадот на Југославија беше крвав и со многу жртви. Од оваа временска дистанца историчарот Тодор Чепреганов причините за распадот ги дефинира во неизживеаниот национализам на народите во СФРЈ. Според мене, основната причина за распаѓањето на Југославија е национализмот, кој што се појави посебно по 1989 година по паѓањето на Берлинскиот зид, кој што исто така во текот на постојањето на Југославија беше некако со репресија потискуван, тој национализам кај останатите држави, затоа што по ослободувањето 1945 година голем дел од државите на таа Југославија не се изживеа национално. Некои аналитичари тогашната СФРЈ ја сметаат за модел по кој сега функционира Европската Унија. Еве го ставот на професорот Чепреганов. Сигурно дека можеме да зборуваме дека денешната Европска Унија е налик на Југославија, меѓутоа сега во последно време излегува нека на некои написи дека и документи дека во суштина Европската Унија е креација на Соединетите Американски држави. Како надворешната политика на тогашната Европска заедница влијаеше на крвавиот распад на Југославија, какво беше влијанието на Соединетите Американски држави во овој период од нашата историја. Анализите одат во насока на напливот на национализам во Југославија, но и губењето на интересот на Соединетите Американски држави за овој дел на Балканот. Една од причините се првите повеќе партиски избори каде што на кои победија условно кажано националистички партии. Национализмот беше во замав. Тоа е внатрешните причини, економијата почна да слабее исто како внатрешна причина, додека надворешните причини беа во тоа што пред се во непостоење на интерес на САД за опстанокот на Југославија како што имаше во времето на студената војна. Центарот за правно-политички истражувања при Правниот факултет на Универзитетот Гоце Делчев денес одржа трибина на тема Распадот на Југославија 25 години подоцна.